Темите, меѓу другото, за кои што многу често сакаме да зборуваме во Македонија наутро е неопходноста на инклузијата на лицата со попречености во општеството и често знаеме да кажеме дека нема лица со посебни потреби, потребите на сите ни се подеднакви и исти. Условите за да ги задоволиме истите во општеството се предмет на сериозна дискусија. И сега еден од начините да правиме промени е да говориме јавно, ова што ние го правиме, другиот да се организираат настани како овој за кој ќе говориме, преку кој ќе се подигнува јавната свест за неопходноста од подеднаков третман на сите и поубави услови за живот. Имено на 24 октомври, тоа е датумот кој е резервиран за првиот фестивал на инклузија и уметност, кој што ќе се одржи овде во општина Аеродром. Деталите ги имаме од пријателот на утринската програма, инаку претседател на Сдруженијето Еквалити. Гере Трипков, добро утро. Гере, добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Ви благодарам за поканата, секогаш е задоволство. При крај се подготовките за фестивалот, многу убаво случување в понеделник и едва и чекам да ги изброиме овие неколку дена да поминат. Ајде се само накоса за почеток на разговорот, од каде идејата за новиот фестивал на инклузија? Некако све си дојде поврзано, бидејќи нашата заедница, оние луѓе со кои што се дружиме и во чија средина се движиме, веќе со години размислуваме како да делуваме поефикасно, поефективно. И сфативме дека фактички тоа може да го направиме само од улица, во наводници, нели? Се она што институционално, ние бар во Сдруженијето го оставаме на институциите и на Сдруженијата кои што се специјализирани и знаат професионално тоа да си го работат, меѓутоа ние ќе правиме промената директно од улица, каде што сметаме дека ќе имаме многу поголеми ефекти, нормално со директно вклучување на луѓето кои што имаат попреченост, како некој гласнов говорник нив, а потоа и едно по едно вклучување на сите оние кои што се релевантни фактори, вклучително општините, вклучително институциите на локално и на државно ниво. Благодарение нормално на општина Аеродром, на градоначалникот, на неговите заложби, ќе се случи тој прв фестивал и секако на град Скопје. Основната цел на манифестацијата, велите, социјална интеграција на лицата со попреченост преку промоција на нивните можности и намалување на општествениот јас и одржување кохезија. Програмата е богата. Почнува во 12 часот, завршува кога ќе одлучиме ние. Да, дефинитивно. Започнуваме со две работилници. Едната работилница ќе биде креативно изразување, каде што дечиња со и без попреченост заедно ќе работат, ќе цртат, ќе бојат, ќе собираме предмети од природата и потоа ќе ги искористуваме за правење на маскотки, на човечиња. Потоа одиме со втората работилница, која што е за комуникацијски вештини преку дружење со лица со оштетен вид и слух. Нешто што реално е новост кај нас и не се случило до сега. Сакаме фактички во директна комуникација со тие луѓе, на оние кои што немаат попреченост, да им дозволиме да видат како е да се комуницира, како е да се пристапи. На крајот на кричата јас велам да не гледаат како баба рога, да се приближиме. Тоа се луѓе кои што се исто така интелигентни како и секој, нели, здрав, прав, нормално функционирачки човек. И кога ќе ве прашаат зошто сакате да го одржите фестивалот, велите сакаме да стане славење на животот и иднината, а не на пропуштените можности. Сакаме децата во мало да видат зрак светлина, сакаме повозрасните да создадат перцепција дека треба да ги воспитуваат децата со емпатија и отвореност. И какво е вашето чувство низ годините? Ги воспитуваме ли децата со емпатија и отвореност? Па, мислам дека тоа е индивидуална работа и многу зависи од средината во која децата растат. Во која растат и се развиваат нормално. Тука вклучуваме, нели, и школството и образованието, градинките. Меѓутоа, мислам дека може да работиме на унапредување на тоа прашање. И со таа цел, токму затоа ги правиме овие работилници, кои што фактички на терен ќе ни дозволат промената да ја направиме и да им ја покажеме на луѓето во една од, според мене, најразвиените, најголемите и мислам дека најпогодните за таков вид на настани општина во државата. И сепак ќе дадам една порака до сите оние кои што
И низ текот на деновиве слушам разни мислења, па како тоа сега ние тоа ќе го правиме, па сепак имаме длабока попреченост, секако. Значи, ние може да направиме категоризација и таа постои и во светот. Меѓутоа имаме и состојби со попреченост и деца со попреченост кои што се нормални и кои што функционираат во нормална средина и мислам дека е убаво да ги вклучиме и нив во оваа наша средина, во оваа наша држава и заедно со другите деца да научат заедно да бидат емпатични, заедно да креираат нови можности за нив. Во неколку наврати ги споменавме промените и кажавме дека добро е да почнат од нас и добро е најчесто да се прават од дома, од нашето место. Затоа не случајно е одбрана општина Аеродром. Ова е вашата дома, па од тука некаде сакате да тргне се? Да, апсолутно. Долги години живеев во странство и се вратив тука и често пати ме прашуваат зашто си се вратил. Дури има и мислења кога ќе си одиш. Меѓутоа, дефинитивно ова е мојата дома и ова е еден поклон од мене, од нашето здружение, од мојата заедница кон општина Аеродром, кон градот Скопје, меѓутоа и кон државата и се надевам дека овој проект нема да стане нешто што ќе исчезне. И нормално тоа не зависи само од нас како заедница, туку и од поддршката што ќе ни ја пружаат сите и нормално од фидбекот кој ќе го имаме од граѓаните на општината и не зборувам тука само за оваа заедница на лица со попреченост. И тука сакам да ги споменам и граѓаните во контекст на поубавите услови за живот и еднаквите можности. Се зависи и од државата, и од услугите, и од пристапот до институциите, но зависи во голема мера и од нас и од начинот на кој што ние меѓусебно си пристапуваме, бидејќи често говориме дека не сме, сите сме исти и нема лица со посебни потреби или оние другите. И често велите една капка вода врз нас не тежи, но со текот на времето станува тежина која што не можете да ја издржите. И тоа е веројатно целта на сите вакви фестивали, акции, кампањи, да се подигнува јавната свест и на нас граѓаните кои што сме во директна и непосредна комуникација со вас во секојдневниот живот. Апсолутно, апсолутно. Тоа е целта на овој фестивал, да покаже дека со голема желба и со отвореност и со емпатичност може да стигнеме само понапред, а не да останеме таму каде што сме или да се уназадуваме, заради тоа што нажалост во нашето поднебие се соочуваме не само со општествени предизвици, туку и со предизвици од некои поголеми размери, политички и така натаму. Силата е во нас, во луѓето. Доколку не ја искористиме таа наша енергија во позитивни цели, за позитивни промени, тогаш имаме реално проблем, бидејќи фактички ние стоиме во место, не се движиме напред, а промената е единствената константа во животот за секој човек. И какво општество посакувате за себе и за сите наши граѓани кои секојдневно се пред бројни препреки во остварување на своите права? Па јас, како што гледате преку сите тие проекти кои ги правиме и ги работиме, верувам длабоко дека ќе имаме такво општество. Можеби тоа ќе трае години, можеби ќе трае децени, можеби ќе трае и стотици години. Меѓутоа, јас тоа го велам, ако јас го направам првиот чекор и мојата заедница заедно со мене го направиме тој прв чекор, оние кои ќе дојдат, нашите деца ќе го направат вториот. И ќе одиме чекор по чекор се додека тоа не се оствари. Ние се гледаме во понеделник во 12 часот во 12 часот во Тренд, во Аеродром, бившо Макдоналдс. Ги поканувам сите гледачи на МТВ, сите граѓани на општина Аеродром, но не само исклучиво сите граѓани на градот Скопје, бидејќи од 7 часот ќе имам и вечерна програма. Најпрво ќе настапи инклузивната танцово студио Еурека со инклузивна представа Рефлексија, потоа ќе одиме со музичката програма Ема Ананиевска, која што е представник на нашата заедница и ќе свири пијано.
потоа одиме со трисомии ветерници, инклузивен хор и на крај ги имаме нашите специјални гости Игор Џамбазов, Дани Димитровска и уште неколку музички изненадувања. Ги благодарам за разговорот во Македонија наутро. Споменавме ние каде и кога се гледаме в понеделник. Срдечно благодарам. Ќе ве поканиме и вас секако. Понеделник е празник за многумина и неработен ден, доколку размислувате како да го организирате. Вистинското место е општина Аеродром и првиот фестивал на инклузија, место каде што ќе може да се дружиме во текот на целиот ден, но и да се едуцираме, да ја подигнуваме јавната свест што се ни е неопходно на сите нас за да имаме многу поубав и полесен живот. Студио